Додека Државната комисија за спречување на корупцијата се пофали дека ја зголемува соработката со невладините организации, тие испратија порака. Постои сомнеш во непристрасното делување на комисијата, кога одлучува за свој член како тоа што е случајот со Цвета Ристовска. Од Транспаренси тврдат дека Ристовска, на која и се отворени 2 предмети од истата комисија во која што е член, треба сама да одлучи дали е добро за институцијата од морални причини да си даде оставка или да се оддалечи од функцијата. Но се сомневаат во непристрасноста на незините колеги кога се работи за неа. Можеме да се сомневаме во првично во транспарентност, а понатаму и во објективност. Секогаш кога една институција води некаква си постапка за некакви незини членови, тоа или некои работи кои што фаќаат сегмент од незиното работење, секогаш постои сомнеш во јавноста дека ќе постои објективност во тоа. Пред една недела ДКСК отвори 2 предмети против Ристовска за тоа дека не пријавила имот и судирни интереси. Ти се истражува дали е спорно тоа што синовите на Ристовска имаат фирми која таа не ги пријавила во анкетниот лист, но и дека една од фирмите земала околу 70.000 евра за маркетинг и од ВМРО од ДПМН и од СДСМ за претседателските избори во 2024 година. И покрај тоа што токму ДКСК ги проверува финансиските извештаи на партиите, Ристовска за Телма тврдеше дека работела професионално и се изземала секогаш кога тоа било потребно. За непријавувањето на фирмите велеше дека нема законска обврска, бидејќи не живее со своите деца, но сепак во незиниот анкетен лист ги пријавила возилата кои се имот на децата. Председателот на ДКСК Адем Чучул за Телма потврди дека 2 предмети кои се отворени ќе бидат ставени на дневен ред на комисијата најбрзо што може, а тоа е за 10 денови. Ги негира обвинувањето од партијата Левица дека во ДКСК има петиција од вработените за недолично однесување на Ристовска. Претходно Левица објави и дека личност блиска на Ристовска била ангажирана на позиција архиварка за да врши контрола на предметите. Сега партијата најавува интерпелација за Ристовска во собрание, ако таа сама не си поднесе оставка.